Цените на основните животни артикли од утре повторно ќе ги дефинира слободниот пазар, бидејќи важноста на интервентната владина одлука за заштита на граѓанскиот стандард завршува денес. За она што следува од утре, некои трговци се подготвуваат подолго, бидејќи некои артикли со заштитени цени последните денови на рафтовите ги немаше. Од утре нив сигурно ќе ги има, но по цени кои нема да се вклопуваат во семејните калкулации. За лесно нема да биде лесно, а тешко ќе си каже тежко и ќе му биде многу тешко живот. А тоа сме ние, најниската класа пензионерска. Па тешко е, не тешко, не може да се прави, тоа е тоа. Очекувано е тоа, дека секи се качи. Ние у мојот живот издржували сме и повисоки. Они мора да се научат дека се зголемуваат цените. Со плати кои привидно се движат нагоре и со куповна моќ која стагнира, далеко не се стигнува и сосема сигурно е дека потрошувачката, односно побарувачката ќе трпи, што е вовед во нов проблем кој во економијата се толкува на следниот начин. Во услови на намалена побарувачка, логично е да опаѓа продажбата. А тоа автоматски значи дека и тие производители кои произведуваат такви производи кои што се нудат на пазарот, а за кои е намалена побарувачката, ќе трпат штети во поглед на помал приход од продажбата. Наспроти ова, премиерот Ковачевски е оптимист и верува дека на среден рок побарувачката ќе порасне. Очекуваме надминување на кризата согласно економските движења во Европската Унија и раст на побарувачката од 3,2% на среден рок, што ќе биде силен поттикнувач на економијата. Изјави Ковачевски. Но дали воопшто и ќе имаат време за адаптација од потресот од новите цени од јуни? Веќе во јули следува нов шок чија силина се уште не се знае. Предстои покачување за струјата за најмалку 10% во основа, плюс 3 тарифни блокови кои граѓаните ќе ги натераат струјата да ја штедат како никогаш. Ова значи дека покачувањата во јуни и јули во август ќе се спојат во едно, пошто и ќе се видат последиците од економската криза.